Почитувани гледачи, време е за вестите на телевизија Здравкин во продолжение на станите кои го одбележаа денот. Вие представуваме состојбата со коронавирусот во Велешката болница. Сдруженијето на приватни лекари со предлог да се отвори посебен приемен пункт по можност во безбедни простории. Министерот за здравство потенцира дека пред нас е најтешкиот период од пандемијата од изминатите 8 месеци. Клучен е црвениот аларм за загриженост како во Велес, така и на ниво на целата земја. За само 2 дена регистрирани се загрижувачки 111 нови случаи во нашиот град, додека на ниво на целата држава ситуацијата драстично се влошува. Битката со коронавирусот за само 2 дена ја изгубија 40 лица. Во продолжение правиме преглед на состојбата со коронавирусот во Велес и Македонија. Дури 111 нови случаи за само 2 дена се регистрирани на територијата на Велес и Велешко во текот на изминатиот викенд. Заклучно со вчерашниот биланс, бројот на активни случаи во градот се искачи на 120 пациенти, а од почетокот на епидемијата се регистрирани 1166 лица. Според статистиката на Министерството за здравство, во текот на изминатиот викенд се регистрирани и 2 смртни случаи во Велес, починатите пациенти се на 79 и на 73 годишна возраст. Црвениот аларм е вклучен и на ниво на целата држава. На 7 ноември се регистрирани рекордни 1285 нови случаи, додека вчера на 8 ноември се регистрирани 978 ново заразени. Загрижувачка е бројката на смртни случаи, за само 2 дена починаа 40 лица. Полека се исполнуваат сите капацитети на болниците. Надлежните предупредуваат дека следува најтешкиот период од пандемијата досега. Апелираат до сите граѓани без исклучок да ги почитуваат мерките за заштита. Вчера на 8 ноември се одржа 9 ноемвриската крводарителска акција, која што имаше позитивен исход. Нистата се собраа вкупно 103 крвни единици. По кој знае кој пат, граѓаните крводарители од Велес на дело ја покажаа својата хуманост. На традиционалната акција која се одржа по повод 9 ноември, денот на општина Велес, се даруваа вкупно 103 крвни единици. Бројката е навистина повеќе од задоволителна, ако се има во предвид пандемијата и целокупната состојба во која што сме сите, се вели во соопштението на Црвениот крст. Поголем дел од крводарителите, поточно 79, биле од машки пол, а 24 биле жени. Двајца дарувале крв за прв пат, со што се приклучија во кругот на најхуманото семејство. Крводарителската акција беше заедничко организирана од страна на општинската организација на Црвениот крст, мотоклубот Носачи на крстот и општина Велес. На истата строго се почитуваа сите мерки и протоколи за безбедност и заштита на јавното здравје. Продолжуваат градежните работи во градскиот парк на изградба на езерцето, како што известува локалната власт. Планот е да се направи ново езерце, чија што завршна слика е предвидена да биде готова денес, денот на општина Велес. И во текот на изминатиот викенд продолжија градежните работи во градскиот парк за изградба на езерце. Како што известува локалната власт, планот е да се направи ново езерце, чија што завршна слика е предвидена да биде готова денес до 9 ноември, денот на општина Велес. Ќе изградиме ново езерце на вкупна површина од околу 1000 метри квадратни, таму каде што претходно беше малото езерце, некогаш го памтат повозрасните велешани, Црвен капа. Целиот простор ќе биде уреден со клупи, канделабри за осветлување, пешачки патеки, како и со корпи за отпадоци. Дополнително за полнење на езерото ќе се користи природна изворска вода која што извира во градскиот парк, а потоа ќе се канализира во езерото. Инаку градскиот парк е место посетено многу од страна на граѓаните на Велес. Тоа е место каде што жителите се рекреираат, џогираат или доколку се погодни временските услови, држат тренинзи на отворено согласно ситуацијата со коронавирусот. Моментално на инфективното одделение и заедно со одделот за физикална медицина и рехабилитација се сместени вкупно 60 пациенти,
Како што известува портпаролот на Општа болница Велес за нашата телевизија, имаат доволен медицински кадар за целосно функционирање на Велешката болница. Физикалното одделение од Велешката болница веќе од вчера започна со прием на пациенти со успекни или позитивни на коронавирусот. Моментално на инфективното одделение заедно со одделот за физикална медицина и рехабилитација се сместени вкупно 60 пациенти. Од нив 56 се потврдени позитивни и 4 сомнителни. На кислородна поддршка се наоѓаат 20 пациенти. На интерно одделение има 3 сомнителни случаи. Како што известува портпаролот на Велешката болница, физикалното одделение е опремено како со материјал за работа, така и со персонал за работа, од доктори до медицински сестри и техничари. Физикалното одделение располага со 24 слободни места за пациенти, додека инфективното одделение е со 54. Да се отвори посебен приемен пункт или триежен ковид центар во градот Велес, по можност во безбедни простории со цел да се намали притисокот врз матичните лекари и Велешката болница, особено одделот за рентген. Овој предлог го потенцирал представникот на Сдруженијето на матични лекари на последниот одржан состанок на Општинскиот штаб за заштита и спасување. Првиот човек на Велес, Аце Коцевски, изјави дека во наредниот период ќе најдат соодветно решение заедно со засегнатите институции. Состојбата со коронавирусот во Велес е многу комплексна и сложена. Ова го соопшти представникот на Сдруженијето на приватните лекари на последниот состанок на Општинскиот кризен штаб за заштита и спасување. При тоа, како што известува градоначалникот на општина Велес, постоеле проблеми на кои тие не можеле да влијаат, ниту зависат од матичните лекари. Тие на состанокот уште еднаш го потенцирале предлогот да се отвори посебен приемен пункт или триежен ковид центар, по можност во безбедни простории со цел заштита на јавното здравје. Повторно го потенцира предлогот во градот да се отвори посебен приемен пункт или триежен ковид центар, по можност во безбедни простории во рамките на здравствениот дом, каде што има лабораторија и рентген одделение, без пациентите кои се потенцијално заразени, инфицирани од ковид да доаѓаат во контакт со другите пациенти кои одат во здравствениот дом. На овој начин од Сдруженијето сметаат дека би се намалил притисокот и врз матичните лекари и врз болницата во Велес, особено врз рентген одделението, каде што пред неколку дена беа регистрирани позитивни медицински работници од овој оддел. Градоначалникот Коцевски изјави дека во наредниот период ќе најдат соодветно решение заедно со Општинскиот штаб за заштита и спасување, со трите јавни здравствени установи во градот и со Сдруженијето на приватни лекари. Животната средина и подигнувањето на еколошката свест се теми на кои што се повеќе се разговара со цел заштита на истата и активно вклучување на граѓаните во целокупниот процес. Во разговор со стручњакот за заштита на животната средина, доктор Бошко Ников, дознаваме информации за моменталната состојба на водата за пиење, како и за заштитата на водите. Водата за пиење во Македонија е од различни извори. Делумно е од бунарски води, меѓутоа повеќето е од површинските води. И тука квалитетот повеќе зависи од технологијата која се применува за подготовка на водата за пиење, отколку од самата вода, иако се разбира и таа има свое влијание. Што се однесува до заштитата на водите, тука проблемот би го поделил во два дела. Едниот е законодавниот, а другиот е извршниот дел. Ние во законите за заштита на водите не можам да се сетам дека нешто недостасува во однос на европското законодавство за животна средина, односно за водите. Нашиот закон за заштита на водите е усогласен со директивата за води. Сите подзаконски акти исто така. Меѓутоа ни недостасува нешто во имплементацијата, во спроведувањето на законот. Имаме една ситуација во која, например, ни недостасува квантификација на загадувањето и тоа квантификација ексанте. Квантификација пред да се пушти во работа некој нов погон.
Тоа значи проценка на тоа колку таа отпадната вода од тој погон придонесува за загадувањето на водотекот, односно за колку ќе ја подигне. За жал, нашите води сега и инаку немаат некој капацитет да примат загадување. Се што ќе се стави во насока не во насока, него на зголемување на нивото на загадување кое веќе е над дозволеното. Официјално ќе се обрати локалната власт до Генерал-штабот и Министерството за одбрана со цел вклучување на дел од припадниците на армијата од Центарот за обука Велес во дел од активностите на Општа болница Велес. Деталите во продолжение. По одлуката на председателот и врховен командант на вооружените сили Стево Пендаровски, припадниците на армијата да се стават на располагање на здравствените институции во справување со ковид кризата. Локалната власт официјално ќе се обрати до Генерал-штабот и до Министерството за одбрана со цел барање дел од припадниците на армијата од Центарот за обука во Велес да помогнат во Општа болница Велес. Официјално ќе се обратиме до Генералштабот и до Министерството за одбрана со барање дел од припадниците на армијата од Центарот за обука во Велес да бидат ставени на располагање на Општата болница во Велес, на влезот, за регулирање на влезот и излезот на пациентите, без да имаат контакти со заболени и да помагаат при растоварањето и утоварањето на боците со кислород. Тие се многу интензивни активности во последниот период, затоа што со отворање на новиот пункт за прием на пациенти не само во одделението за заразни болести, секаде треба да има кислородна поддршка. Инаку од вчера започна со функционирање и физикалното одделение во болницата за прием на пациенти суспектни или позитивни на коронавирусот. Министерот за здравство доктор Венко Филипче во своето видео обраќање, објавено на социјалните мрежи, потенцираше дека пред нас доаѓа најтешкиот период од сите изминати 8 месеци со пандемијата од коронавирусот. Единствениот начин да се заштити јавното здравје е почитување на мерките за заштита. Состојбата со коронавирусот е критична, а болниците веќе ги полнат сите капацитети. Вака министерот за здравство ја опиша состојбата со коронавирусот во своето видео обраќање. Потенцираше дека пред нас следува најтешкиот период од целата досегашна пандемија. Пред нас е веројатно најтешкиот период на справување со пандемијата. Барам сите да бидеме максимално одговорни и свесни за сериозноста на состојбата. Вирусот е широко проширен. Секој најмало невнимание или непочитување на мерките за заштита може да значи инфекција. Сега ни е потребна поддршка повеќе од било кога во изминатите 8 месеци. Тоа што го бараме како здравствени работници е навистина малку, само да го штитите сопственото здравје. Сите ние жртвувавме нешто во нашите животи оваа година. За некој жртвата значеше помалку финансии, загубена работа, неможност да се видиме со блиските, додаде министерот Филипче. За други, тоа значеше месеци и месеци непрекината работа без одмор. За трети пак, таа жртва значеше загубено здравје или загубен живот. Колку доследно ќе ги почитуваме мерките за заштита ќе биде одлучувачки за тоа колку дополнително ќе се жртвуваме до крајот на пандемијата. Секој за себе ќе реши дали неговата жртва ќе е носењето маска, негрупирањето, држањето дистанца или пак жртвата ќе значи продолжување на здравствената и економска несигурност. На крајот од видеообраќањето апелираше до сите граѓани почитување на мерките за заштита. Целото обраќање на министерот можете да го погледнете на крајот од вестите. Вчера председателот на нашата влада Зоран Заев реализираше телефонски разговор со премиерот на Бугарија Бојко Борисов, на кој што, како што известуваат од влада, размениле информации околу подготовките на престојниот самит во Софија во рамки на Берлинскиот процес. Останатите информации од разговорот ги гледате во продолжение.
Председателот на владата на нашата држава Зоран Заев вчера реализираше телефонски разговор со премиерот на Република Бугарија Бојко Борисов, на кој што најпрво, како што извести од влада, му посакал добро здравје и брзо oporavување од коронавирусот, на што Борисов информирал дека се чувствува многу подобро и дека здравствената состојба му е стабилна. Во телефонскиот разговор премиерите Заев и Борисов размениле информации околу подготовките за престојниот самит во Софија во рамки на Берлинскиот процес и договориле уште еден телефонски разговор за денес, на кој ќе биде донесена одлуката дали состанокот на премиерите на земјите од Западен Балкан во рамки на самитот во вторник ќе се одржи со физичко присуство во Софија или пак целосно онлайн. Премиерите Заев и Борисов изразија меѓусебно верување дека ќе продолжат да разговараат и директно и преку владините представници и тимови со цел изнаоѓање заедничко решение за отворените билатерални прашања во интерес на двете земји и во интерес на европските интеграции, се вели во соопштението доставено од владата. Демократот Џо Бајден го победи актуелниот председател Доналд Трамп за да стане 46-тиот председател во историјата на САД. Председателот на Европската комисија му го честиташе изборот на Џо Бајден за председател на Соединетите Американски држави и го повика да ја обноват соработката. Кина успешно го лансираше првиот 6G сателит во Вселената за да ја тестира технологијата. Во продолжение правиме преглед на настаните од светот. Демократот Џо Бајден го победи актуелниот председател Доналд Трамп за да стане 46-тиот председател во историјата на САД. Трамп се огласи соопштение на кое што не го признава поразот. Славие на улиците во повеќе градови во САД по 3-дневната несигурност поради долгото броење на гласовите од изборите. 77 годишниот Бајден конечно го премина прагот од 270 освоени електронски гласови потребни за победа на претседателските избори. Тој досега освои рекордни 74 милиони гласови, иако броењето на гласовите во некои држави уште траеше. Сега е веќе за Америка да се обедини и да заздрави, порача Бајден, откако победата во сојузната држава Пенсилванија му ги даде потребните гласови за влез во Белата куќа. Сега кога кампањата заврши, време е да се тргнат настрана лутината и острата реторика за нас и да се обединиме како нација. Ние сме Соединетите Американски држави, нема нешто во кое што не можеме да успееме или пак направиме доколку го правиме заедно. Во изјавата Бајден не го спомена неговиот ривал Доналд Трамп, кој досега не го призна поразот и најави правна битка. Председателот на Европската комисија Урсула фон дер Лајен му го честиташе изборот на Џо Бајден за председател на Соединетите Американски држави и го повика да ја обноват соработката и лидерството во областа на глобалните предизвици и можности. ЕУ и САД се пријатели и сојузници. Нашите граѓани ги споделуваат најдлабоките врски. Затоа изборот на председател на САД е важен момент и од оваа страна на Атлантикот. Сега е јасно дека 46-тиот избран председател е Џо Бајден. Му честитам на него за победата, рече Лејен во видеопораката. Нашето партнерство ги поддржуваше законите на меѓународното право со децении и останува столб на стабилност, безбедност и просперитет на двете страни на Атлантикот. Светот продолжува да се минува и нашето обновено партнерство ќе биде клучно, рече председателот на Европската комисија. Кина успешно го лансираше првиот 6G сателит во Вселената за да ја тестира технологијата. Други 12 сателити беа лансирани од Центарот за лансирање сателити Тајюан во провинцијата Шангси, пренесе BBC. Додадено е дека ќе се тестира технологијата со огромна брзина, која ќе биде еден од основните елементи на комуникациите од 6-та генерација. Сателитот исто така носи технологија што треба да се користи за следење на уништување на посевите и спречување на шумски пожари. Сателитот 6G беше меѓу трите кинески сателити кои што беа успешно лансирани во орбитата, заедно со 10 комерцијални сателити на далечинско читање, развиени од аргентинската компанија SateLogic. Почитувани граѓани, состојбата со COVID-19 е критична, а болниците веќе ги полнат сите капацитети. Пред нас е веројатно најтешкиот период на справување со пандемијата. Барам сите да бидеме максимално одговорни и свесни за сериозноста на состојбата.
Вирусот е широко проширен. Секој најмало невнимание или непочитување на мерките за заштита може да значи инфекција. Сега ни е потребна поддршка повеќе од било кога во изминатите 8 месеци. Тоа што го бараме како здравствени работници е навистина малку, само да го штитите сопственото здравје. Сите ние жртвувавме нешто во нашите животи оваа година. За некој од нас жртвата значеше помалку финанси, загубена работа, неможност да се видиме со нашите блиски. За други, тоа значеше месеци и месеци непрекината работа без одмор. За трети пак, таа жртва значеше загубено здравје или загубен живот. Колку доследно ќе ги почитуваме мерките за заштита ќе биде одлучувачки за тоа колку дополнително ќе се жртвуваме до крајот на пандемијата. Секој за себе ќе реши дали неговата жртва ќе е носењето маска, негрупирањето, држањето дистанца или пак жртвата ќе значи продолжување на здравствената и економска несигурност. Изборот е тој, а моќта за промена на работите е кај секој од нас. Почитувајте ги мерките доследно. Носењето маска и држањето дистанца се многу мала жртва во споредба со се друго. Почитувани гледачи, време е за временската прогноза. Во продолжение дознаваме какви температури имаме денеска, но и какво време не очекува во текот на наредните денови. Почитувани гледачи, овде е крајот на вестите. За повеќе информации следете нашата Facebook страница Телевизија Здравкин и нашиот YouTube канал. Останете со програмата на Телевизија Здравкин, следуваат интересни содржини. Имајте пријатна вечер.